Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Денес имам уште едно издание на Шах со Љубиша Андоновски. Денес имам посебен гостин, тој е долгогодишниот шампион на Македонија за слепи, шаховскиот мајстор Крум Митковски. Почитувани слушатели, почитувани гледачи, посебно задоволство имам денес, имам и чест да го имаме за гостин единствениот шаховски мајстор меѓу слепите. Значи, слепите шахисти се по принцип добри шахисти, имаат одлична меморија, имаат посебни способности. Но Крум Митковски е посебна фигура во македонскиот шах и меѓу слепите и воопшто затоа што е шаховски мајстор, затоа што беше компетитивен, значи и меѓу останатите шахисти. Крум Митковски го познав многу години, долги години. Мислам дека го запознав една вечер со многу снег во Маврово. Тогаш шаховскиот клуб ФЦ 55 организираше викенд турнири во своето одмаралиште во Маврово. И една таква убава зимска ноќ, имаше таква убава забава, приредија Крум Митковски и неговите пријатели, и јас случајно бев таму поканет или случајно се најдов таму. Така беше добро расположение, довеше нашата прва средба. Потоа станавме пријатели, игравме во ист клуб, каде што тој беше председател, но затоа малку подоцна. А последен пат се видовме пред 3 години, кога бевме гости во една спортска емисија посветена на шахот на АБЦ телевизија. За жал таа денес не постои, но мислам дека беше многу успешна емисијата, траеше повеќе од 1 час, а гости бевме токму мојот денешен гостин Крум Митковски, мајсторот Зоран Стојчевски и јас, и мислам дека направивме убава емисија таму. Барем така рече и новинарот, имаше добар одзив. Поздрав за Крум Митковски, одамна не сум го видел сега веќе, Ѓуро е малку ослабнал, но ете и годините се, нели, 75 години. Круме, како си? Па, старачки, добро. Добро. Старачки, да. Еве сега кажам кога сме се виделе последен пат, и кога спомнав првиот пат од Маврото бе негде 70-тите, дали 78 тие години некаде. Не се сеќам точно на годината, но знам дека беше многу весело, дека тогаш го, како да кажам, веднаш ме падна во очи твојот дух, значи твојот темперамент и неверојатната ерудиција. Со текот на годините после ќе разберам дека си, значи, врвен правник, дека на сите поли имаш успех, па беше директор во фонографика и така натаму. Да не зборувам јас сега за тебе, ти имам тука, имам среќа да ти имам за гости. Да почнеме со шахот. Како почна шахот се? Пред шахот ја би ве дополнил малку шо. Значи, јас првото вработување по завршување на правни факултет, секретар на Сојуз на слепи беше еден албанец, Гани, амбициозен човек, дури премногу амбициозен. Он уочил некакви квалитети, ја не знам што, и ме испрати на работа на директор на некоја ситна фирма во Куманово, со едно машинче, 2-3 работника, и вика, ти си способен да развиеш ово. Она, ја појдов и работавам стварно крена. Али јас патував со автобус секој ден Кумарово, Скопје, Скопје, Кумарово и така натака. Меѓутоа, што значи шахот? У еден момент, ја не знам Кумарово што се случува, вака, почнав плански, гледам мојата работа, филмички во Врање, филмичка во Бујаровац, па Ниш, па Белград, паќа и вамо таму, да ќе работала тргна свето ово. И одеднаш дознав, па ме вика, директор на банката е Марко Ивановски. Шахиста беше добар играч, ке директор на банка. Го барам, викам, другиот Ивановски, вика, јас сум бе, кој е Круме? Абе, Круме, шо правиш? Викам да ме посетам, ај повеќе одма, идем, кредита ми дадеш. Добро, ја за 1 сат ги свигам, ке добиеш кредит за машини, ама гаранција кој те ја вика, твојата фирмиче не покрива. Па викам, Дако, добар пријател, 30 јули гореме, па вика за пластик Кумарово, со работка добра. Па викам, вајда Дако. И он врли телефон, го бара Дако, вака и вака. Вика, слободно, дај јас гаранција. И ми дадоа пари, нова опрема, кој кренам рудачки, тоа све. Па, откако идеше,
па Македонија картонажа у Скопје, рекој, фирмичка, заштитна, нема директорот, не му идела работа, таму ме префрлија у Скопје, појде работа, појде, па работничко самоуправување, не бях навикнат на тоа, иде малце контра, па уопштина таму функционери, Прошеви, Ветрови, функционери, држневе, и јас се интервирам и у својата секла тива канцеларија и формирам нова фонографика, да реком, фирмата, и као лудачки појде. Значи, појде фантастично и до пензија ја буткав работа. После мене, не знам, што се ради. Значи, заврши факултет, стана директор и цел живот директор, Да, така? цел живот директор, друга функција сум немал. И тоа, самоуправување, тоа одлучување... Самоуправување, да, ама под моја контрола. Под твоја контрола. Не може сега сите да донесуваат одлуки за важни работи во една фирма, да биде сечи и ничи. Значи, самоуправување покриено. Така. Добро. Ама ти веќе играше шах, нели? И, да, шахот, значи, шахот уште во осам училиште во Зегон, во Београд, научих фигури како се мрда по и фудбал за слепи со звонче. Значи, ја бев обседнат со шах и со фудбал по цел ден, бев најдобар ученик. На која возраст беше тогаш? Да, 7-8 години. 7 години, 8, значи на 8. Значи, таму ли научи да играш шах? таму научи да мрдам фигури шах. Така. Да мрдам фигури, правилата на играта, да. И деца млади, и во шах темав и во фудбал и така, мислам, беше добри деца, али игра фудбал добро. И некој ѓавол, татко ми се пресели од Кошери во Скопје, па и во Скопје, од иста школа као Земун, така, ме убеди да дојде во Скопје, валјда во 6 деление. И све е исто, не е исто, никој не игра шах, никој не игра фудбал, значи, за територија на Македонија, добро, ја во училиштето, Рама, Рато Пајдаков учи средна музичка школа, исто од Земун дојде, он игрува во шах. И се решивме првенство на Македонија, па име наследиво Маврово, прво првенство на Македонија, отидовме таму и у школа тука само Јордан сега умре, Јордан Душко игра шах. Јас сакам да играм, ме подценуват, неќе никој со мене да игра. Јас сум оценуван, ама не ми игра. И ја Мавро прво место и веќе се сменја приликите. Меѓутоа, тоа беше само меѓу игра. У мене вриеше, зашто не играм со здрави играчи. И во прва година гимназија, во ваша гимназија сега имав преку мост, уште во први клас, значи, се играше некои квалификации за финале на Македонија. И ја влегов меѓу први четворица ли беше или шесторица, не сеќавам. Важно влегов во финалната група. И како така одиграв меѓу здрави играчи и мојата желба беше само делумно, да кажеме, успешна. Се пласирав, значи, у финале на Македонија, меѓутоа не поминав добро. И понатаму, ако не спомнав, таа партија меѓу Ничевски и Христовски кој се играше, јас за Ниче набијав, излажав дека Христовски обсуд прв, и со Ниче станавме многу блиски. И кај негова тераса тренираме шах, татко му ке дојде ке ни вакне шах од тераса до земја, ама Ниче стана интермајстор, доби стан, па у локомоција навечер, ноќе, последно сме работеле, не го успиеле. И тоа си носи резултати. Така да, од тоа што почнавме со Ниче, финалето на Македонија беше стална работа, не беше проблем тоа. Меѓутоа, имаше играчи као тој што ме интервјуира
Dorovskih Ljubiša, Petkovskih, tamo koji je bio Panov, ako se sjećavaš. Panov, sjećaš Ljubiša? Vasil Panov, ja sam ga slušao, nikad sam ga sretnao, Vasil Panov, a Dorovski Ljubiša, odnosno ja sam susjedna druga generacija i ja pokasno se Veličane se pojavila nego fonografika, so Putirov, so Kočovski, so Petkovski. Da, je pomladni. Neko ekipa prvenstvo u Kumanovo, ne znam, ja go drugih parov. To je bilo, ja sušte su bili mali, ne su ni bili neki na makedonska procena. I to mi daje strašna, da kažem, ne emotivna, rabotna elan. Znači, počeo seriozno šaho da go shvaćam, otvaranja. A gledaj se, to je bila dobra kombinacija zato što su Niče zajedno ste bili. Dvajica govorili rabotnici. Zato što Niče isto takav беше rabotnik par excellence, on беше толку темелен и толку трудолюбив за шах. Затоа тој имаше толку исто така успеси во тие млади години. Он беше младински првак, беше репрезентативен на Југославија, кој беше многу млад, затоа што беше многу работоспособен, многу ја сакаше играта и многу добро ја разбираше играта. А беше близок, страшно за мене, жена медицинска сестра, кога дежурanje... Ружица, да ја спомнеме, да? Доста вајле Ружица, да. Доста вајле е шахот, партии, и прв добар резултат ми беше во Куманово некој турнир, и ја играм со Бора Ивков. Тоа беше после Григорич. Бора Ивков, да, број 2. Григорич има така табла за југословенска репрезентација. И ја им изидам со Ивков. И Ивков си влагал канцеларија, а не играчи и други, Джонсон, Пардорсон, по ходници кога се буваме. И некој сречко свија беше од Куманово, вика, абе, знаеш што збори Ивков? Шо вика? Најталентиран играч ти си, вика, во... Меѓу слепите во Југославија, да? Да. И ја пред канцеларијата застанав и Ивков искочи, викам, велемајсторе, викам, вие, викам, Баредич, Шабарка, па Джукарович, слепи играчи, врвни, викам, вејио за свима, ти си најбит. И викам, ме занеме, али ме занеме. Ме мотивираше уште повише, више, шаго го свати више као професија. Школата видеше добро, али ми беше многу битен шахот. И со Нише, ќе го зборам 100 пати, по цели ноќи. Ама жена му на работа. На пола сат ја бара, ама работиме. Кога е дома, руи се у соба, ја и Нише шахот. И така, стара некој фиден мајстор кој чује према напред, така. Па видиш, тоа не дошло случајно. Прво, предуслови голема интелигенција, работоспособност. Шахот му помогнал на твојот факултет да станеш врвен правник, нели, меморијата да меморираш се. Од друга страна, па и факултетот понатаму, нели, за животот можности, па да направиш клуб. Фонографика беше многу успешен клуб. Фонографика беше еден од најдобрите клубови во Македонија, беше одлично организиран по твое водство. Па да, и се пријатели беа. Тоа беше, дали беше Ниче, ти играше Јуша, Петровски, Кутиров, Роко. Беше добар клуб, бевме први и у Македонија и на клуб бевме многу успешни, тие неколку години, фонографика беше одлична. Роко да го направиш играч, не беше лесно, ја му отворив и фирма, будала во Дуџан таму на аеродром, си работеше уово. Си работеше, да. Сега да те вратам малку пред некоја емисија беше тука и господинот Благоје Сотировски Джагоре, 3 пати првак на Македонија, нели сега веќе на 88 годишна возраст, го спомна Пајдаров. Кажи нешто и за Пајдаров. Еве, јас никогаш не сум го сретнал, само знам дека бил многу добар шаковски ентузијаст, дека бил шаковски работник, дека бил одличен музичар. Кажи неколку реченици за него да го споменеме. Па не, он београдски ученик, учеше во Сеул, беше посебно да доста. И прво заврши средно музичко у Скопје, али играше шах, играше на
нормални турнири, ове мотивираше мене многу. Да. Сега, овде да речеме генерација е негде околу Джагоре или негде околу Павле Бидев, да речеме. Епа сега... Како бе, колку е бил постар од тебе? Еве, ти си 45-та. 7-8 години постар. Така, да, значи 38 негде, тука негде, во ред. И уште у Куманово беше јаки играчи меѓу здравите и се пресели во Велес, само се ожени, при две дечиња имаше така све. И ја имате да посета кај председателот на Велес, градоначалник, како се викаше, председателот на Велес, нели? Стефан некој, бев за проблеми на следните уопште, ама by the way ми текна и за Радко Пајдаков го подружиме. И... Што е странато, да? Викам, председател, викам, Радко Пајдаков може да ништо не ми дачи у Велес, а мој е најак сек играч у Македонија, што е реално правам. Обективно најак играч. И викам, у подру, тоа е Сраотија, вика, шо збориш, па, викам, како... И на телефон зазвоне, веднаш станот, некој стан тамо кажа, веднаш Радко Пајдаков да го уселите. И председателот Стефан заврши работа, се усели Радко. И на првото првенство, он беше Радко Пајдаков во Маврово, не ја. Ја бев на второто во Струга Врња. Али важно, уште еднаш ми зема прво место и он не очекуваше тоа. На плажа части некои раки, а ја одвоен на тераса тамо си пијам нешто, а Радко прв. И жена ми, и вика, срамота, вика, сиде околу Радко, ти седиш, викам, ајде и ја отидам, Радко, честитам прво место, така. И останаме беше пријатели. Значи имало два моменти добри, еве со Радко Пајдаков што бил, значи за да има конкуренција здрава која што ќе те влече напред, и со Ристо Ричевски со кого што човек само Темелите се работало. со кого што темелно се работи, со кого било уживање да се дружиш, привилегија практично да се дружиш и да работиш заедно. Значи јас знам со моето искуство со Ричевски кое што било значи непроценливо, а вие сте уште и генерација, сте растале заедно, сте имале младежки години заедно, нели, сте поминувале се и се што. Во тоа друштво таму јас помнам нека беше. Да. Беше и Саша Скалов кој што не беше таков шахист, но беше добар шаховски судија, да го споменем и него. Маđарите на конгрес во Солун, Југославија ништо не поднесе, ништо. Никакво барање за меѓународен судија. Ништо нема. Маđарска, репрезентација на Маđарска, со Портиш, со Рибли, кој беа уште? Сакс таму, се ја не знам точно тоа, 84-та година. Они го предложија Скалов за меѓународен судија и со аплауз беше усвоено. Значи, ние као Југославени не направиме ништо. Браво, на Сашо Скалов ја го помнам, тој Сега, исто така беше многу дека беше правник исто као човек, тој, да, и брз, брнив, али паметен човек, неверојатно са паметен беше, али и добар правник. И беше и он голем пријател на слепите. Постојано е он тука, се што требаше, како требаше, беше тука. тука. Епа беше со мене, заедно бе, Да. и школа, заедно, и факултет заедно. Правници двајцата милион. Тој работеше, имаше добра функција како правник, мислам. Се не сеќам Беше точно. судија. Судија беше, да? Беше судија, па после го сменја, имаше нешто проблеми кои се јави, а ја... Како и да е, ама добро е да го споменеме оваа пригода, нели, затоа што сепак Да. Трендо Илиев, така ли се викаше председател на судот? Кога Кацарски беше председател на СОК беше... Океј. Добро, го спомнавме Саша Скалов, голем пријател на шахот, шаховски меѓународен судија, голем пријател на слепите шахисти и воопшто дел од твојата младост, да речем така. А ме интересира, Пајдаков го спомнавме, првиот македонски мајстор, ти си единствениот македонски мајстор шаховски меѓу слепите, а првиот македонски мајстор воопшто, господинот Павле Бидев. Дали имаше некојаш можност да го запознаеш, да разговараш со него, да одиграш можеби некоја партија или така натаму? Имав единствена шанса, првенство на Македонија се игра во Струга. Сега, ние идеме при квалификации некакви, се пласираме, и тоа во автобусот, близко до мене,
ми се јавува Бидев, вика, Крубе, јас сум Павле Бидев. И ја се му земили, тој е прв македонски мајстор кој веќе не игра шах. И решив да игра. И поправивме муабет и стигнаме во Стругарстве, после прво коло, не знам што, и надвор врне дожд, а Павле Бидев вика, Крубе, ова е најубаво време за бањање. Сега, вчера беше топло, водата е ладна. Сега да влеземе, водата ќе биде топла. И ја, од почитување, Павле Бидев, прв македонски мајстор, не може да го одбијам и се соблекавме во езеро, топло потопло е, него надвор ќе се врне дожд. Ама колку и да било ладно, ти заради самата средба и можноста со него да бидеш, сега ќе била топла водата. Ама, Павле Бидев 4 партии одигра, со мене после секоја партија муабет, ама муабет не оди, стало нешто предвидува, човекот години не игра одамна шах. И се нервира нормално. И си отиде, напушти турнирот. Али сите дури го беа стварно, али човекот над 70 години И видел дека веќе не имаш. не оди више. Чисто физика, хемија. Али мене ми беше чест, па секој ден после партија со мајстор Бидев разговарам. А верувам дека сте имали повеќе теми за разговор, затоа што и тој нели е по музиката. Ти многу секој си сакал музика. Павле Бидев нели професор по музика, по математика. Многу талентиран човек, јазици, странски и така натаму. Музиката, најдовте ли, правите ли мовет само за шах или за музика, например? Не. Тоа ме интересира. Добро, со Матаровиќ, реми, програма тоа. Само ние втори, значи ги оставија беше неприкосновено. Да. Овај, Потоа, кога Унгарија засили малку, имаше голема борба со Унгарија, некоја со Америка, Со Реми но во Бортич. принцип беа околу втори, да. Реми Добро. Бортич, дури кој беа? Па на Скопската олимпијада, ја може да ти кажам, 72 година, беше Портич, беше една од најуспешните на прва табла и Унгарија беше втора. На втора табла играше Чом, на трета табла играше Рипли, на четврта табла играше Сакс, Така. и после 5 и 6 не се сеќавам Да. за Унгарија. А југословенската репрезентација се сеќавам точно. Прва табла играше Гливович, Гливович. втора Ивков, Да. трета играше Љубоевич, четврта играше Матановиќ, прва резерва беше Матуловиќ, втора резерва Рукавина. Грешиш. Не играше. Трифуловиќ. Молам? Трифуловиќ го форсира, Не, беше Трифуновиќ Матуловиќ. веќе не играше шах. 72 година знам сигурно зашто. Така. Зашто одев беше на Скопскиот цар. Он беше мајстор. Не, најстар беше, не, он беше најстар од таа генерација. Да. Он е постари од Григорич. Да, ама веќе 72 не играше. Не играше, да. А Русија која што победи исто така помнам затоа што таму бев ја имав тогаш неполни 12 години. Да. Русија играше прва табла Петросјан, Добро. втора табла играше Корчној, Корчној. трета табла играше Смислов, четврта табла Тај, прва резерва Карпов, втора резерва Савон. Тука на сајмот, татко ми ме носеше, па јас сум уживал таа. Тоа било, тогаш ги видов прв пат, значи дел од светските шампиони, например Карпов кој што ќе биде иден светски шампион, значи јас сум таму со татко ми кога видовме на ќе ме однесе сати до крај седиме, гледаме тие мечеви, ја не сум мрдал од тоа. Нели имаше такви како многу интересно беше. И извини што те прекидам. Да. Припечер завршува партија, и скалов е со кола. И дожд врне, таму кај си играше тоа, негде таму преку мост, кај си играше тоа. И Карпов го качи у кола, негде автокоманда хотелче таму спиеше. Нека автокомандата, кај си идеше? Може па спиел веројатно И го во однесовме Континентал, ако Не. било во седиот ден е слободен ден. И ја му предложив на Карпов, јас сум директор на фирма, и викам утре на ручек со мене. Деба, му дава рака. Чекај, се ти изгледа зборуваш за турнирот на солидарноста 76-та година. Па, 4 години после, тогаш беше светски шампион и беше Да. еден од првите турнири светски шампион. Светски шампион. Па се играше, сега ќе ти кажам, Таму ли? во
во Дом на млади 20 викаш тогаш, значи од Лодовардар, а они беа сместени во Континентал. Во Континентал. Или во Град Хотел, не знам со кола ги носеа. Во Автокоманда. Во Автокоманда во Континентал хотел, таму беа сместени. И Карпов направи 12 и пол од 15, направи 10 победи, 5 реми и трошеше на партија по 40 минути беше. Не, ова е интересно. Да. И сега, ја ја И шо вика он? се говориме за ручек, се сложи шрегот, Да. значи ќе го земе за ручек. Да. Значи, се окей. Арава, сабајле, кај мене, таму на 9 месеца, се јавува министерот Бузлевски. Значи, министер, шо беше за нешто Бузлевски беше министер. Добре. И се јавува министер, Круве, биди внимателен, пази, све сум договори. Денеска у 12 сат имаш ручек со Карпов. Викам, фала господин, другар министер, фала. Јас сум се договорил со Карпов, а мене ми јавува министерот Бузлевски. Дебекон завршил работа. Демек, ми завршила плавата работа, Да, знај кој? Аха. И со Карпов бе ручек, моја бе тоа, она, само прекрасно. Прекрасно искуство, да. Ali беше смешно од господата министри, нели? Да, секогаш министрите. Ова имаш под право. Да. Добро. Да ти кажем, видов база нешто партија и јас се одбрав една партија со Чолович. Велемајсторот Чолович, супер играч, 90 нека година, 92-3 година ќе видиме после. Да. Таа партија како завршува реми, ти со били фигури, значи против Велемајсторот Чолович без особени проблеми, како што гледав, малку после во опозиција си одржал. Предлагам таа да е партија да ја покажеме на нашите слушатели, на нашите гледачи. Ако немаш ништо против, или имаш некоја своја партија друга? Не, ја немам таму ни една партија, мишива. Ете, тоа најде во базата, па да ја видиме заедно. Таа партија да ја погледаме и да ја проанализираме и да ја представиме. Баш, ќе видам како сум играл, јас ќе ми биде ново сега што ќе... Значи, ајде да одиме малку на демонстрационна табла. Од тим моментов нема крај. Да. Па да оставиме простор за некоја друга емисија, имаш многу што да кажеш. Ајде, ти благодарам за сега. Крубе, за нашите почитувани слушатели и гледачи, ќе покажеме твојата партија од првенството на Македонија, играна во Струга 1993 година. За жал, во базата ги нема оние партии, да речеме, од твојата младост, кога си ги направил тие, да речеме, ремито со Ивков, кој што бил младински светски шампион, кој што бил супер велемајстор, кој што играше да неодамна, иако тој е роден 33 година, до 80 години играше Ивков и доволно успешно, или Матановиќ. Но и Матановиќ уште жив. Тоа се меѓу најстарите велемајстори денеска во светот живи. Глигорич е покоен? Да. Ама Матановиќ и Ивков се живи. Но ние ќе видиме партијата 93 година во Струга со Александар Чолович, нашиот велемајстор, денес еминентен шаховски работник, шаховски тренер, велемајстор, кој што е председател на Асоциацијата на шаховските професионалци. Значи, Александар Чолович, кој што се радувам ќе го имаме и во нашата емисија, иако е ретко, поредко е во Скопје, отколку што патува некаде. Како и да е, оваа партија е играна кога ти си имал 48 години, 93 година, а Чолович имал 17 години. Чолович е роден 76 година. Значи, ти веќе во својата шаховска зрелост, а Чолович како надоаѓа во една млада генерација, партијата завршува реми после 42 потези, да ја видиме таа партија предлага. Еве и ти може си ја подзаборавил малку, па ќе се подсетиш и ти, да. Значи ти си со бели фигури, отвараш со D4, Конјев 6 и понекогаш C4 играме. Не, Конјев 3 како малку посолиден потек, да не даваш... Не, играм D4, најчесто D4. Да, не, D4, ама втор потек Конјев 3 по според велемајсторот Кнежевич вика C4 е многу остар потек, вика таму му има некој Бенони, има некој Волга Гамбити, што ја знам, затоа Конјев 3 спокојно. И на C5 со младите не да влегуваме во D5 во тие остри варијанти, туку C3 солидно си одиграл C3, држиш базата. И Чолович игра еден интересен потек дама А5 сега. Значи сака да ти земе CD, да не можеш CD, да. На Конје 4 па E5 па нешто. Да, и сега како реагираш на овој оригинален потек, дама А5, ти играш коње од Б на D2. И по CD4, што беше идејата на дама А5, играш конј Б3 прво. Значи дамата да ја
Избркаш од диагоналата А5 Да. е 1, дама B6 и CD4. Е држиш низата, центарот, како што ти сакаш. Сега Чолович се обидува со фијанкето, игра G6, Да. ти E3, ловец G7, ловец E2. E3 е насочено, се разбира, да го ограничи црнополниот ловец на Да. противникот. По ловец E2, рокада на црниот, рокада на белиот и D6. И сега, да речеме, треба да се најде план. Значи, црниот, што сака да игра? Тој сака да игра конј C6, да го развие ловецот на F5, предпоставам, и да одигра E5, повторно да отвори, да проба да го отвори својот црнополен ловец. И сега, не играш шаблонски потек некој, као ловец D2 и ловец C3, туку најслабо поставената фигура, тоа е коњот на B3, го дизлоцираш од B3, го носиш повторно на D2, затоа што неговото вистинско поле е на C4, каде што патем коњот ќе дојде со темпо, односно со напад на дамата на B6. Коњ C6 и сега B3 прво, да го развиеме ловецот, да го фијакетираме, ловец D7, ловец B2, се правилно, топот F на C8. Јасно е дека после коњ C4 дамата ќе дојде на D8 за да бидат поврзани топовите, од тука топот F на C8. Да. Чолович, иако млад шахист, он е фундаментално подготвен, има прекрасно шаховско образование, значи се игра се шаховски, иако бил многу млад, 17 години, не може да му се најде замерка на ниеден од неговите потези до сега, и сега ти во оваа ситуација играш А3. А3 сакаш да се прошириш малку на дамското крило, да одиграш Б4, да зафатиш малку простор и му поставаш прашање на противникот како тој ќе продолжи. Тој игра коња 5. Коња 5 и сега B4 се уште не е закана заради тоа што ловецот на B2 ќе виси, ти не си одиграл. Не, ти токму си одиграл B4, да. Си одиграл B4, а тој веројатно видел дека, иако во моментов не се закануваш со B зема на А5, дека тој коњ таму нема на А5 што да бара, го враќа назад, коњ C6, добро, ти топ C1, топот на линија, се играш убаво. Ловец E6, добро. Сега може би на коњ C4 тој ќе земе на C4, на топ C4 D5 ќе ја смени структурата и ќе стави пешаците во центар на бело поле и ќе биде во ред и после ќе сака да те подкопа со А5. Како реагираш ти? Прво коњ G5. Значи, да го повлече ловецот на D7 и сега ловец C4. Го напаѓаш, ловец C4 го напаѓаш на F7. Да. D5, сега се смени структурата, ловец D3 назад. Позицијата е симетрична и, би рекол, еднаква. И таква ќе остане партијата и до крај. Коњ D8, топ зема на C8, топ зема на C8, дама B1. Топот на F1 нема подобро поле од C1, затоа се подготвуваш да го смениш последниот топ. Ловец B5, јасно, шаховски потек, добар. Коњ B3, сега коњот повторно сака на убавото поле C5 да дојде. Дама A6, да провоцира ловец зема на B5, дама зема на B5, не, смена на B5, логично, и сега топ C1. Го сменивме и последниот топ C1, дама C1, B6, го покрива полето C5, и сега H3. Сега време е коњот од G5 да се врати само назад, коњ C6, сака А5, А5 да те нападне на B4, коњот на B3 ќе виси, затоа од тука дама C2, браниме, и сега коњ E8. Значи коњот се стреми кон C4. Да. Сега малку си послаб, мораш да внимаваш, зашто коњот од C4 ќе прави незгоден притисок и ти сега играш активно. Прво играш необичен потек коњ А1, а идејата е веројатно ловец C3 и А4 да избркаш дамата од таму, коњ D6, ловец C3, правилно. Просто не би се верува дека јас сум играл. Да. Ете, гледаш, си играл здраво, искусен шахист, 48 години, значи се контролираш, нема тука, значи сите негови обиди ги неутрализираш добро. Коња 1? Значи, после коња 1, он игра коњ D6, идејата му е на C4 да скокне, ти ловец C3 со идеја А4, да биде бранете таму на B4, сега он дама C4, влезе тука со дамата, сега ќе сака да прави бели со коњ B5. Ти коњ F3, тој коњ B5, и сега ловец B2. Ловецот брани на А3, а коњот од А1 ја брани дамата, да? Сакаш сега коњ D2 да ја избркаш дамата, коњ D6,
тој се враќа назад, сака со коњот на E4, ти коњ D2, токму на време. Смена на C2, дама C2, Да. коњ зема на C2, A5, последна шанса, A5, но ти ништо не ти се заканува во потек, време е да го приближиш кралот во центарот, крал F1, А зема на B4, А зема на B4, коњ B5. И сега коњ B1. Значи коњот на B5 му е добра фигура, треба да се смени. E6, коњ C3, коњ зема на C3, ловец зема на C3, симетрична структура по две фигури, реми позиција. Ловец F8, крал E2, дори белиот е симпатичен затоа што кралот му е во центар, црниот има теоретски подобар ловец, затоа што многу пешаци се на црно поле, но тоа ништо не може да значи во оваа позиција. Ловец D6, крал D3 и F5. Значи, Чолович исто игра сигурно. Ловец D2, крал F7, крал C3, крал F6, крал B3 и конечно B5, за да не влезеш со кралот на A4, уште би добил партија и после B5 ни една страна во оваа симетрична позиција нема шанси за победа и така партијата завршува нерешено. Тука сте се согласиле, тоа е 42 потек, значи една партија на првенство на Македонија со многу млад перспективен шахист, со бели фигури цело време, супер контрола на позицијата, значи ти што велиш секогаш било предизвик да се игра со шахистите кои што немаат хендикеп, значи со и оваа партија значи е сосема мајсторска партија, се како што треба одиграно во едно солидно отварање со бели фигури, без никаков ризик во ниту еден момент. Ете, тоа е дел од профилот на Крум Митковски, кој што секогаш играл добро позиционен шах. Мислам, воопшто секаков шах за да бидеш мајстор, но позициониот шах мислам дека била твоја посилна страна и тие тешки завршници секогаш добро си ги играл, си имал трпение, си имал знаење. Почитувани слушатели, стигнавме до крајот на денешното издание на Шах со Љубиша Андоновски. Верувам дека оваа емисија беше интересна. Имавме многу интересен гостин, мене многу драг гостин, шаховскиот мајстор, единствениот шаховски мајстор кај слепите шахисти, долгогодишниот шампион на Македонија Крум Митковски, човек со голема ерудиција, образован, културен, значи прекрасна личност, кого што имав привилегија да го познам долги години. И дури пред 3 години да бидеме заедно во една емисија посветена на шахот. Му благодарам на господинот Митковски, на мајсторот Митковски, што денес беше со нас и што имавме можност да поразговараме и да погледаме една партија од неговото шаховско творештво. Поздрав до следната емисија.